Неизвестност за стручните училишта. На непол месец пред стартот на учебната година се уште не се знае каде и како ќе се спроведува праксата. Прелиминарно во месец мај имаше почетни обуки во врска со новите програми за средно стручно образование. Професорите од стручните активи беа на тие обуки. Верувам дека и сега во август ќе продолжат обуките, така да се стартува успешно со новите наставни програми. Со големи дилеми стартот на новата учебна година го очекуваат и во медицинското училиште, каде се најавени реформи во наставните програми. До сега само сме запознати дека ќе се одржат обуки за наставниот кадар од прва година од 15 август до 1 септември и дека имаме веќе измени, односно нови наставни програми по предметите од прва година што се изучуваат. Според новите реформи во средното стручно образование треба да се зголеми практичната настава за учениците, но дилеми во тој дел има многу. Не се поставени прашањата што ќе се случува, каде учениците ќе реализираат праксата, каде ќе се создадат тие услови. Дали тоа значи дека праксата треба да се реализира во некоја приватна компанија, како ќе се реализира, кој ќе ги купи машините, дали таму тој човек чија што е компанија треба да одреди лице, кој ќе го плати тоа лице. Така да тука има многу неодговорени прашања и од делот на образовната компонента, но и од делот на стручната компонента, каде што всушност учениците ќе треба да одат на пракса. Со сличен став се и во текстилниот кластер, од каде покажале расположение за соработка со училиштата, но конкретни одговори не добиле од никаде. Реформите ги дискутиравме уште пред 2 години со тогашната министерка за образование Рената Десковска. Таа беше подготвена да ги вгради нашите потреби во планираните реформи. Меѓутоа, со нејзино заминување од ресорот, заврши и комуникацијата со Министерството. Ние сме подготвени да влеземе во тој систем на реформи. Е ставот на текстилниот кластер. Токму поради ова, од образовната фела не се многу оптимисти дека најавените реформи во стручното образование воопшто годинава и ќе профункционираат. Не сакам да употребам лош збор дека сум песимист кон оваа реформа, меѓутоа станува збор за една тешка импровизација во делот на образование и мислам дека сериозни образовни системи не постапуваат така на 10 или 15 дена пред почеток на учебната година, еден поголем дел од сите нас кои што се бавиме во образование да слушнеме од медиумите дека се спрема некаква реална промена или реформа. Што и како ќе се случи ќе се знае многу брзо, зашто до стартот на учебната година има само уште 20 на дена.